Време е за најновиот дневник на К1 телевизија. Во него ви ги донесуваме најактуелните настани и случувања од Вардарскот и Квешкиот регион, Македонија, светот и спортот. Што сега одбележа денешниот ден ќе погледнете веднаш по најавите. Јас сум Катерина Нацева. Се реконструираат наплатните станици на коридорот 10. Поради поднесена жалба до апелација, рочиштето за стечајот на фини одложено. Со 69 гласа за, Собранието на Република Македонија го донесе законот за употреба на јазиците. Продолжуваат градежните активности за реконструкција и модернизација на наплатните станици на коридорот 10. Основната цел е да се направи проширување на овие патарини со неколку ленти, истакна министерот за транспорт и врски Горан Сугаревски при денешната посета на наплатната станица Сопот на автопатот Скопје-Велес. Во тек се градежните активности за реконструкција и модернизација на наплатните станици на коридорот 10. Увид во работите на наплатната станица Сопот на автопатот Скопје-Велес извршија министерот за транспорт и врски Горан Сугаревски и директорот на јавното предпријатие за државни патишта Зоран Китанов. Предвидено е да се направат сите 5 наплатни рампи на коридорот 10, за што се издадени одобренија за градба од страна на ресорното министерство. Основната цел е на тоа да се направи на овие патарини проширување со по неколку ленти, се со цел да се избегнат, се разбира, сите тесни грла кои што се појавуваат во летниот период, кога настануваат гужви, и на тој начин се олесни прометот во сообраќајот, се разбира, на тој начин и го воведуваме и се разбира ќе го воведеме електронскиот систем. Инвестицијата е 18 милиони и 700 илјади евра, од кои 2 милиони и 800 илјади евра од буџетот на Република Македонија, а останатите од Европската банка за обнова и развој. Изградбата на наплатната станица Сопот, како и онаа на автопатот Велес Скопје, започна пред 2 месеца, а завршувањето е предвидено до пред почетокот на летната сезона. Воведувањето електронско плаќање на патарината е приоритет. Секаде на коридор 10 до крајот на годината да се воведе електронското плаќање со современи наплатни станици. Во меѓувреме веќе во завршна фаза, јас очекувам дека за 10 дена до 15 ќе ги издаде Министерство за транспорт и врски и дозволите за новиот автопат што ќе го пуштиме Демиркапија Смоквица, значи кај Демиркапија и кај Гевгелија, така да целиот коридор 10 кога ќе тргне еден патник од кај Кумано, од кај Табановце до Гевгелија, да може без застој во современи наплатни станици со електронско плаќање да може да се регулира целиот сообраќај. Китанов истакна дека на коридор 8 ќе се заменат постоечките 30 кабини со нови и најави дека и таму ќе се воведе електронско плаќање. Воведувањето на електронското плаќање на патарините, барем во наредните неколку години додека трае периодот на адаптација, нема да предизвика напуштање на вработените, изјави Китанов. Испитното рочиште за финансиско-материјалната состојба на АДФН во стечај и извештајното собрание на доверители закажани за денеска во Основниот суд Велес не се одржа. Поради поднесена жалба до апелација од страна на Кунико, рочиштето е одложено за 7 февруари. Според правниот представник на синдикатот Стојко Мурџевалески, одлагањето на стечајната постапка не оди во прилог ниту на вработените. Судското рочиште за Фени кој денеска требаше да се одржи во Велешкиот суд одложено за 7 февруари. Причината за одложување на рочиштето е поднесена жалба до апелација од страна на Кунико.
Додека во судот траеше процедурата на идентификација на доверителите, пред судот беа дел од транспортерите. Тие бараат банките да ги обештетат, но бараат средба со представници на банките и вице-премиерот Кочо Андјушев. Договорот беше 120 дена и поминава више нема. Сите се доспеани пари и че бараме да одиме дока и вице-премиерот да не приме до комерцијална банка или стопанска кој да не обештетат. А после кој сака нека му го дадат дали под закуп. Не е ферски за 6 месеца да го продават комбинатот или таму има кажуваат вработените што се уфени дека има 230-250 тона никел готов производ, ако го продадат и државата ако му го вратат ДДВ-то и тие пари да ги ако негде завршат у банките, а ние може да останеме па без пари. За после 6 месеци иста приказка да биде. Правниот застапник на работниците Мурџа Валески вели дека на површина излегува она од што тие се плашеа, а тоа е одолговлекување на стечајната постапка. Ние уште на самиот почеток како синдикат кажавме дека стечајот како постапка нема можност да се завршува толку кратко, бидејќи ако се проследат сите рокови согласно законот за стечај без никакви приговарања и одложувања би траел неколку месеци, а најмалку месец или два. Еве тие наши констатации веќе се повторува. Имаме 3 месеци и стечајот се уште не е почнат. Инаку денеска е последниот ден по јавно објавениот повик за издавање на комбинатот во време траење од 6 месеци. Работниците стравуваат дека ќе ги загубат своите работни места доколку се одлучи комбинатот да биде изнаемен на некоја компанија. Тие бараат трајно решение преку сериозен инвеститор. За 95% од населението во Тиквешијата водата за пиење е исправна, додека кај 5% е високо ризична. Ова се податоците од најновиот извештај за следење на состојбата на водата за 2017 година од Центарот за јавно здравје, подрачна единица Кавадарци. Препораката на стручните лица е да се изврши асанација на сите локални селски водоводи и да се спроведе редовно хлорирање на водата. 95% од вкупното население во Тиквешијата, кое се снабдува со вода од регионалниот водовод Лукар, има хигиенски исправна вода за пиење, додека кај 5% или за 2142 жители водоснабдувањето е ризично по нивното здравје. Овие жители со вода за пиење се снабдуваат од природни чешми, локални селски водоводи или пак бунари. Ова се податоците од најновиот извештај за следење на состојбата на водата за 2017 година од Центарот за јавно здравје, подрачна единица Кавадарци. Доктор Трајче Ризов, специјалист по хигиена, вели дека лани биле испитани 583 мустри вода за пиење. Од нив 361 мустра се испитани од градскиот водовод Лукар, кои покажале дека водата е безбедна за пиење. Според него, 28 од земените 90 мустри од селските локални водоводи биле бактериолошки исправни, бидејќи таму водата се хлорирала, додека кај 62 мустри, кај кои нема дезинфекција на водата, покажале висока бактериолошка неисправност. Кај бактериолошки неисправните мустри на вода се изолирани бактерии и индикатори на фекално загадување, најчесто Ешерихија коли и калиформни бактерии, предизвикувачи на цревни заразни заболувања, додека физички хемиската неисправност е поради тоа што кај најголем број на локалните водоводи не се врши хлорирање на водата. Според доктор Ризов, ова се повторува секоја година, бидејќи овие селски водоводи се оставени на местните заедници и не се одржуваат за тоа што немаат пари. Препораката на стручните лица е да се изврши асанација на сите локални селски водоводи и да се спроведе редовно хлорирање на водата за да се добие безбедна вода за пиење и кај овие 5% од населението. Од февруари до 15 март новите земјоделци и оние кои имаат промена во собственичката структура треба да се пријават во регистарот. Ова е услов за добивање субвенции. Пријавувањето се врши во подрачните единици на Министерството за земјоделство. Новите земјоделци и новите фирми од февруари до 15 март оваа година треба да се запишуваат во регистарот на земјоделските стопанства. Ова е услов за добивање субвенции. Мора да се пријави и промена на собственичка структура во регистарот доколку постои.
Пријавувањето се врши во подрачните единици на Министерството за земјоделство, каде што живее земјоделецот или каде што се наоѓа седиштето на фирмата. Добивањето на субвенциите пак во сточарството зависи од бројната состојба на добитокот запишана во Агенцијата за ветеринарство или бројот на домашни животни на денот на поднесувањето на барањето за субвенции. Одделението за превенција при полициска станица Кавадарци започна кампања за заштита на повозрастните граѓани од измами, кражби и разбојништва. Денеска на пензионерите им беа делени флаери како да се заштитат и кои превентивни мерки да ги превземат за да се заштитат од кратци и други измами. Причината поради која се организираат овие превентивни акции со пензионерите е се по зачестените измами и кражби, велат од полициската станица Кавадарци. Денеска кавадаричките пензионери беа едуцирани и советувани како да се заштитат од секакви видови на кражби, разбојнички кражби, разбојништва, джебни кражби и измами. Имено инспектори од Одсекот за превенција при СВР Велес и полициска станица Кавадарци реализираа превентивна акција за заштита на пензионерите и постарите лица од кратци и други измами. Од нивна страна, преку непосредна средба со граѓани усмено и преку флаери беа делени совети и препораки како да се заштитат и кои превентивни мерки да ги превземат кога подигаат пензија и се пред банкомат, во пошта, банка, кога пазаруваат, кога се сами дома или излегуваат надвор, а нивниот дом е празен, како и многу други препораки кои произлегуваат од вистински случаи. Причината поради која се организираат овие превентивни акции со пензионерите е се по зачестените измами со пари, накид, дрва, велат од полициската станица Кавадарци. Зголемениот број на измами и кражби на подрачјето на СВР Велес ја потврди потребата од едукација на пензионерите како да се заштитат од ваквите појави. Овие акции, чија цел е подигнување на свеста кај пензионерите да не прифаќаат лесно понуди од страна на непознати лица, се повеќе од корисни за пензионерите. Собранието на Република Македонија го донесе законот за јазици. Председателот Ѓорги Иванов не ја поддржува ваквата одлука. Како што информираат од кабинетот на председателот, тој ќе ја соопшти одлуката во законски предвидениот рок по пристигнувањето на законот во кабинетот на председателот на Република Македонија. Како што каже Иванов во неговото новогодишно обраќање, со овој закон заради краткорочни политички поени се доведуваат во прашање трајните интереси на Република Македонија и македонскиот народ. Продолжуваме со вести од Македонија. Со 69 гласа за, Собранието на Република Македонија денеска го донесе законот за употреба на јазиците. Законот беше изгласан и со двојно мнозинство, односно за него гласаа 27 пратеници од немнозинските заедници, а еден беше воздржан и без присуство на пратениците на ВМРО ДПМНЕ, кои не учествуваат во работата на Собранието, во знак на револт од притворањето на 5 на нивни колеги и други граѓани за учество во инцидентите во Законодавниот дом на 27 април минатата година. Против законот се изјасни и председателот Ѓорѓе Иванов во годишното обраќање пред Собранието. Како што се наведува во образложението од Министерството за правда, со законот се предвидува во сите органи на државната власт на Република Македонија, централни институции, јавни предпријатија, агенции, дирекции, установи и организации, комисии, правни лица кои вршат јавни овластувања согласно закон и други институции, службен јазик покрај македонскиот и неговото писмо, да биде и јазикот што го зборуваат 20% од граѓаните на Република Македонија и неговото писмо, односно албанскиот јазик. Во соопштение на ВМРО ДПМНЕ се вели дека патриотите во притвор се политички обвинети и тие мора да бидат ослободени. Оттаму велат дека континуираниот случај против десетици невини луѓе за фабрикувано дело тероризам мора да запре. Десетици неправедно и неосновано осомничени патриоти се наоѓаат во притвор заради неаргументирани барања на основното јавно обвинителство. Тие се жртва на политичката инквизиција која и се случува на Република Македонија.
Правосудните органи мора да се ослободат од стегите и притисокот и своите одлуки да ги донесуваат исклучиво согласно позитивните законски норми. Независното судство е право на граѓаните кое не смее да им биде скратено, стои во соопштението од ВМРО ДПМНЕ. Од партијата додаваат дека судот не смее да го занемари извештајот на народниот правобранител. Народниот правобранител јасно предочи дека полицијата извршила прекршување на законот при апсењето, со што директно извршила кривично дело од член 140 од Кривичниот законник, не почитувајќи ги имунитетот на пратениците, но и презумпцијата на невиност. Судот не смее да ги занемари аргументите и да остане соучесник, се вели во соопштението на партијата. Земјотрес со интензитетот 5,5 степени по Рихтеровата скала го потресе Багдад и централниот дел од Ирак. Според локални медиуми, земјотресот и последователните потреси предизвикале паника во центарот на Багдад, каде жителите бегале од зградите. Нема извештаи за жртви или материјална штета. Иранската телевизија јави дека спасувачки тимови се испратени во покраината Керманшах на границата со Ирак по земјотресот. Минатата година во земјотрес во Керманшах загинаа 620 луѓе, а беа повредени неколку илјади. Вести од светот. Свинската чума првпат се појавила во 90-тите години во Грузија, Шпанија и Португалија. Сега се расширила посебно во Балтичките земји, па се до Украина, пишува Дојче Веле. Вирусот го пренесуваат дивите свињи и ловците сега убиваат се повеќе од тие животни. Африканската свинска чума, како што самото име кажува, не потекнува од европскиот континент. Потеклото е јужно од Сахара. Таму го пренесува паразит од тропските и субтропските предели. Тој се храни со свинска крв, а вирусот може да преживее во свињите. Пренесувањето преку птици преселници не е веројатно. Вирусот се пренесува преку телесни течности директно од свиња на свиња. Првите инфекции во Литванија и Полска се диагностицирани кај дивите свињи во 2015-та. Минатата година вирусот бил пронајден во 2892 диви и 248 домашни свињи. Поголем број нови инфицирани случаи се забележани во ноември. Само во првите денови на 2018-та ветеринарите диагностицирале вирус кај 124 диви и 2 домашни свињи. По инкубацијата од околу 4 дена кај животното се јавува покачена температура, слаб апетит, потешкоти со дишењето, проблеми со цревниот тракт со диареја и повраќање. Кожата станува плавкаста и доаѓа до крварење од носот, како и излив на крв од внатрешните органи. За оваа болест нема вакцина, а кога болеста ќе се појави, ќе мора да бидат убиени сите животни. Вирусот во Европската Унија мора да се пријави. Бројот на жртвите во свлечиштата предизвикани од зимската бура во Калифорнија порасна на 17 лица по пронаоѓањето на 2 нови тела, а уште 13 се водат како исчезнати, пренесува Ројтерс. Шерифот на округот Санта Барбара Бил Браун навел дека во свлечиштата се уништени 100 семејни куќи. Налози за евакуација биле издадени во понеделникот, затоа што метеоролозите прогнозирале покренување на свлечишта на ридовите, каде досега најголемите пожари во Калифорнија беснеја минатиот месец и ги уништиле растенијата. Метеоролозите изделе предупредување на поплави и прогнозирале дека ладниот бран со силни ветрови би можел да донесе и поголема количина дожд. $410 тони експлозив се запленети на брод на островот Крит. Контејнерите со експлозиви се пронајдени на брод што пловел кон Либија под танзаниско знаме, јавија грчки медиуми. Приведени се 11 членови на екипажот. Товарот бил ставен на бродот во турското пристаниште Мерсин. Полицијата смета дека бродот е на компанијата Andromeda Shipping, што е во сопственост на грчки магнат и пренесувал експлозиви од Турција за Либија.
Денеска имавме променливо облачно време во вечерните часови во западните делови ќе има појава на слаб локален дожд, на повисоките планини со повремен снег. Максималната температура се движеше во интервал од 6 до 12 степени. Следува период на променливо облачно време со повремени врнежи од дожд на планините од снег. Од сабота кон крајот на денот ќе има спуштање на постудена воздушна маса, што ќе услови во следните 2 дена врнежи од снег да има и во некои котлини, особено во северните делови. Врнежите ќе бидат со слаб, а повремено наместа со умерен интензитет. Ова беше се што подготвивме за денеска. Јас ви благодарам за вниманието. Пријатно.